Зголемувањето на цената на струјата нема да влие врз покачувањето на останатите производи, затоа што 90% од индустриските и комерцијалните потрошувачи купуваат електрична енергија на слободниот пазар. Дециден е Марко Беслимовски, претседател на Регулаторна комисија за енергетика. Дополнително, како што посочува на слободниот пазар, цената на електричната енергија има тренд да се намалува од околу 8 до 9% во споредба со претходната година, што значи дека на ниту еден начин нема да се зголемат трошоците на големите потрошувачи, а со тоа и нема да се зголемат и цените на нивните производи. Не очекувам дека ќе имаме било какви проблеми, бидејќи веќе имаме искуство и ние како Регулаторна комисија за енергетика, и она што е особено битно, и компаниите веќе кога започна првиот бран нема искуство во овој дел, но веќе знаат како да се организираат и како да функционираат во овакви кризни услови. Сигурен сум дека компаниите, имајќи го во предвид искуството од првиот бран, и доколку не дај Боже дојде вториот бран, уште подобро ќе бидат организирани. Според него, со овие цени кои се одобрени, енергетските компании ќе работат на нула, односно само ќе ја преживеат годината. Поточно, екстра приходите што ги добивала Елем од продажбата на вишоците, годинава ги нема, односно компанијата има помали приходи од 17 милиони евра. Од друга страна, МЕПСО има и помали приходи од транзитирање на електрична енергија низ нашата држава од околу 11 милиони евра. Појаснува дека во трошоците на енергетските компании се земаат во предвид и платите на вработените, но нагласува дека со оваа најнова одлука не е земено во предвид ниту едно ново вработување во МЕПСО и Евана.